почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Народната поговорка вели кој лаже, тој и краде. А тој што е фатен дека краде, станува насилен. На површина излегува насилничкото и арогантно однесување на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е резултат на нивната нервоза. Со тоа сакаат да ги покријат своите сомнителни бизниси, катастрофални политики и целосната своја неспособност. Последен и еклатантен пример за тоа е однесувањето на вице-премиерот Кочо Анѓушев. Тој се обиде со закани да го замолкне представникот на Transparency International во врска со наводите за сомнителната стечајна постапка која се води за комбинатот Фени, а за која тој е одговорен. Заради тоа тој упатил порака, повикувајќи се на својот политички и општествен статус. Истиот тој Кочо Анѓушев се дрзнал да се заканува и на новинар, затоа што правел сторија повторно за случајот Фени. Дали на Кочо Анѓушев му пречи да се зборува околу Фени заради поврзаноста на неговите фирми кои чекаат да си го наплатат долгот, или пак проблем е тоа што стечајниот управник е донатор на Социјалдемократскиот сојуз? Дали истиот овој стечајен управник не е инволвиран и во Југохром, каде што повторно Анѓушев, односно неговите фирми, се доверители, а фигурира истиот стечајен управник? Дали некој си ја ишка мувата од капата заради тоа што е фатен со рацете во медот? Ова е сериозна цензура на медиумите и на јавноста од политичари од власта кои јавно и бесрамно се закануваат кога некој ја критикува нивната работа. Ова е политичко насилство кое го вршат врз нашето општество и врз нашиот народ. Очигледно е дека стравот од вистината ги принудува на вакви нервозни реакции. Ние подолг период наназад говориме за скандалите кои се врзуваат секојдневно за владата на Социјалдемократскиот сојуз, Анѓушев и Заев, а ваквото нивно однесување е само потврда дека сме во право. Почитувани, ВМРО-ДПМН го осудува ваквото недемократско и гангстерско однесување на правенците од власт. Може да заплашуваат, но нема да ја исплашат јавноста да говори за нивните скандали и криминали. Ги охрабруваме сите општествени чинители, внимателно и одблиску да ја следат оваа неодговорна и неспособна влада и аферите кои како се врзуваат за нивното работење. Тоа ќе придонесе да се разголи секој незин криминал кој го прават на грбот на овој народ и на сметка на буџетот на Република Македонија. Република Македонија не е нивна својна, ниту пак е приватна фирма, па преку неа да си тераат лични бизниси, користејќи си ги своите позиции. Одговорност ќе има и никој со никаква закана нема да спречи вистината да излезе на виделина. Ви благодарам.